Утрински стихови од Библијата. 29 јануари. Да се радуваме, сеќавајќи се на неговите благослови. А на 15-тиот ден, во 7-миот месец, откако ќе ги соберете плодовите на земјата, празнувајте Господов празник 7 дена. На првиот и на 8-миот ден нека е починка. На првиот ден земете убави плодови, палмини гранки, гранчиња од широколисни дрвја и од речни врби и веселете се пред вашиот Господ Бог 7 дена. Левит 23, 39 и 40. Добро би било Божиот народ и во денешно време да има празник Сеница. Радосен спомен на Божите благослови кон нас. И како синовите Израелови, што го славеле ослободувањето што го извел Бог за нивните татковци, и си спомнувале за чудотворното одржување на животот во текот на патувањето по излегувањето од Египет, така и ние со благодарност треба да си споменуваме за различните патишта по кои тој во своето провидение не извел од темнината на заблудите во драгоцената светлина на својата милост и вистина. Празникот Сеница не бил само историски, туку и символички празник. Тој не само што потсетувал на престојувањето во пустината, туку како празник на бербата и собирањето на земните плодови, укажувал на последниот ден на големата жетва, кога Господарот од жетвата ќе ги прати своите жетвари да го соберат каколот во снопови за оган, а пченицата да ја соберат во неговата житница. Кога откупените од Господа ќе бидат безбедно собрани во небесниот Ханан, за секогаш избавени од робството на проклетството, под кое целото создание воздивнува и се мачи заедно се досега. Тие ќе се радуваат со радост неискажлива и полна со слава.